Галичица. Најфлористичната планина во земјава. 50% од вкупната флора во Македонија ќе најдете овде. На Галичица се опишани над 35 растителни видови и пониски траксони, подвидови и вариетети. Според сегашните сознанија, 12 представуваат локални ендемити на Галичица, исклучиво се развиваат на просторот на македонскиот и на албанскиот дел на планината. Тоа бил главниот мотив професорите и студентите на Природно-математичкиот факултет да започнат со истражување одовде. Минатата година завршиле со еден значаен проект, кој што се однесувал на приоритетите на црвената листа на Република Македонија. Во рамките на тој проект утврдени се 480 видови кои што треба да влезат на црвената листа и да бидат дополнително истражени. Ендемичните видови се распослани на целата територија на планината. Некои од нив ќе ги сретнете на самото крајбрежје, како од преспанската, така и од охридската страна. Некои пак се искачуваат до самите врвови. Но нема дел од Галичица каде што нема да сретнете некој ендемит. За студентите кои се одлучиле ова да биде нивна определба, средбата со секој ендемит е возбудлива. Кога ќе и му кажете дека тоа што сега го гледате привилегија на мал број луѓе, меѓу нив и на самите студенти, сигурно нивното чувство е гордо, возбудата е голема и кај студентите и кај нас, кога ние ќе наидеме на некое ново наоѓалиште, како што денес и се случи. Ние 2009 година работевме на една студија за валоризација на флористичките вредности на Галичица и во тој период ги регистриравме сите претходно познати наоѓалишта на видови опишани од Галичица со исклучок само на еден. И ево денес имавме среќа да на него наидеме. Постои едно старо ботаничко правило. Многу тешко ги наоѓате растенијата кога ги барате. Они наидуваат кога не ги барате и од тоа произлегува тој чин на возбудување. Истражувањата на терен се вистинско задоволство и за професорите и за студентите. Ке се прави експеримент. Се означува површина, се бројат единките, расцветани и нерасцветени. Податоците се запишуваат и според нив ке се прават анализи. Црвената листа не е еднаш за секогаш дадена. Таа се менува според моменталната состојба. Во неа се додава, но и се одзема. Овие студенти за година-две ќе бидат дипломирани еколози и заедно со професорите ќе помогнат да се доврши листата, да се направат анализи кои ќе покажат дали на одреден вид му се заканува опасност. Заклучок не смее да се донесе само од едногодишно истражување. Прашање има многу, но има и одговори. Например, ако е на 3 планини растенијата. Да. И сега само на една да има опасност од загрозување, например да му се уништи стаништето поради антропогени активности и така натаму, дали само на таа планина може да се прогласи за заштитено? Не. Оценката се зима на ниво на државата. Она што ќе го оцениме на Галичица ќе биде на национално, на европско и на глобално ниво. Меѓутоа, ако видот се среќава и во Македонија, и во Албанија, една оценка ќе има кај нас, една ќе има кај нив, една ќе биде, заедничката ќе биде на европско ниво, додека таа ќе се повтори на глобално ниво. Ваквите истражувања носат нови сознанија, помагаат за откривање нови наоѓалишта, но и податоци за евентуален загрозен вид. Ќе ги доставиме до Националниот парк да кажеме што треба да се преземе во однос на дали може би да се запознае локалното население кој што доаѓаат овде дека не треба да го сечат или евентуално ако сечат веќе тоа да биде со ножички да не се корнат со корен. Не смее преку ноќ да се каже готово. Забрането е. Не смеете ништо да правите и затоа се разговара со локалните луѓе за да се најде некој заеднички јазик, вели професорката. Од Националниот парк вела дека има добра комуникација со локалното население. Најинтересен за нив е охридскиот планински чај, но за сега, велат, не е во опасност и затоа не е забранет за берење. Но од неодамна, нивните мониторизи покажале опасност за друго растение. Со најмала популација е маеровата непета и до скоро не беше позната за локалното население како растение кое може за нешто да се употреби и имаме 3 локалитети на кои се наоѓа
мајеровата непета. Едната е близко до селото Трпејца и луѓето почнаа да ја собират и популацијата, и на незе имаме мониторинг, популацијата на мајеровата непета веќе е под закана. Ваквите проекти се исклучително важни и за едуцирање. Токму затоа проектот предвидува заедничка работа на професори, студенти, но и вработени во Националниот парк Галичица. Откако ќе се направи оценката за категоријата на загрозеност, со поголема одговорност ќе се пристапи кон нивно зачувување. Ботаничарите знаат цинично да искоментираат дека добар вид е оној што ќе го види барем уште еден од човекот што го опишал. Сепак, не забораваат сериозно да предупредат дека планината е голема и има за сите. Ќе има и уште повеќе, само ако се почитуваат незините правила.